Дистрикт Цивил прес студио интервју на Зоран Иванов со Анета Додевска. Новинарка од раѓање, со нерви, со талент за професијата, со енергија речиси неразбирлива за незината кревка става, телевизиски лик со адреналин, кој доминира на македонскиот видеопростор, журналистка од кариера. Од радиски почетник, од пишувач на вести и репортер, преку новинарски експерт за економија, бизнис, финансии, до политички полемичар и главен уредник на една од највлијателните македонски телевизии 24. Во еден неделник, авторката на интервјуто ја спореди со холивудската дива Мишел Фајфер и годат ли комплиментите, ќе ја прашам и за тоа во овој дистрикт на самиот почеток. Анета Додевска, добре дојдовте во Дистрикт Цивил прес студио и годи ли ова или пречи? Мишел Фајфер. Веднаш започнуваш со провокација, која што мислам, колку што ме познаваш, не ми годи баш првиот овој атрибут, но пред се благодарам за интервјуто. Волку многу комплименти на едно купче, до сега не сум добила, за морам гледачите да признам. ве познавам службено, но приватно, сакам да објасните и за тоа, годи или пречи во контактите со јавноста, со луѓето? Па, тоа што е видливо како некоја убавина, нели? Мишел Фајфер не ја познаваме карактерно каква е, па за да се споредуваме карактерно. Добро, убавината во принцип треба да биде предност, ама во нашава професија треба да биде предност, може би зона визуелно на екран кога се појавуваме. Добро, во новинарството отвара повеќе врати? Или не е пресудно? Па добро, морам да бидам искрена дека ги прави луѓето поприступачни, може би да го има оној прв поглед, за да го има и вториот поглед, но Иванов, ве молам да не ме фокусирате само на овој атрибут. Сакав да кажам дека е супер да те споредуваат со Мишел Фајфер. Добро, љубезни сте, но може на вие поради гледачите, јас ја водам оваа емисија, кога некојаш ќе бидам во вашата анализа, тогаш вие ќе имате грубост од ваша страна, јас ќе се бранам. Па не ми дозволувате да одговорам, Иванов. Сакам да кажам, се враќаме на темата од репортер до главен уредник. Мачен беше патот за Анета Додевска? И мачен и сладок. Во овој пишавте од раѓање новинар. Сите имаме различни приказни, нели, во животот. Јас тоа повеќе почувствував, бидејќи желбата и ентузијазмот што го покажувате во професијата, колку што јас ве познавам, ми дава за право да извлечам некоја таква констатација. Ќе ми дозволите малку да одговорам на некои од прашањата. Се уште мислам дека мојот капацитет со 100% после 25 години новинарство не е дојден комплетно до израз. Се уште мислам за себе и за сите ние што работиме професијата, можеме уште посилно и уште повеќе. Но, за тие што сакаме да остариме во професијата, еве како вас, новинарството треба да тече во вените. Ви благодарам во меѓувреме на комплиментот. Во случајов е комплимент. Новинарството треба да тече во вените и сакам малку да поентирам со тоа од раѓање, на вистина од раѓање, од моето описменување, првите букви, кога ќе дојдев од училиште, на времето на МТВ, покојната Бранка Станковска, која што беше мој учител за дикција и така натаму, да не се навраќам, на времето чита најава на програмата на пред вестите, пред дневникот. И велеа, во 8 часот цртан филм, во 19 часот. Сето тоа беше спакувано во еден додаток во вечер, мислам, или во Нова Македонија, црно-бел формат некој. И јас прво што ќе дојдев дома од училиште, кога се описменив, нели, ќе го земев тоа, ќе застанев пред огледало, прво ќе ја прочитав најавата за програмата, а потоа следуваше домашната, буквите, цртките, јадењето и така натаму. Вие во телевизија влеговте на вежбана практично. Па, Иванов, тоа е љубовта што се чувствува. За генезата, тука го скратувам тој дел, на инсистирање на мајка ми, нели, секоја мајка сака незините ќерки да се докторки, медицински сестри, нели? Скоро секоја мајка, и ја исполнив желбата, облеков мантил, капа, манжетни, тоа кломпи, све, 4 години медицинар. Тоа јавноста не го знае. Па не го знае, јас сум стоматолошка сестра, супер го изодев тој дел во Панче Караѓозов, а останав осакатена од Јосип Броз Тито, наместо да читам, нели, литература што сакам јас да ја читам, јас читав анатомија и физиологија, фармакологија, нега на болен и така натаму. Но тоа беше желбата на мајка ми, јас ја исполнив до тука. А потоа документите на факултетот за новинарство. Телевизиски медиум е сложен организам.
но вам ви е познат. Како се снаоѓате во 24? Функционира тимот, функционира техниката, функционира технологијата. Функционира, Иванов, мора да Поминуваме функционира. низ многу премрежја за цело време на оваа наша долга транзиција. Постојано настани појави, предвидливи, непредвидливи. Сите се наносе, умее Анета Додевска да ја држи кондицијата на целиот тим. Различно е малку да си, нели, уредник на вести кога те интересира само денот и да си начело на телевизијата со колегите. Предноста е што долги години сите ние колеги заедно работиме. Веќе се познаваме како дишеме, кој доаѓа на лева, кој доаѓа на десна нога, и тоа е некоја предност во ситуацијата. Се познаваме меѓу себе, се подржуваме, можам да кажам дека имаме релативно добри меѓучовечки односи, што за мене е предиспозиција за да функционира тој организам. Колку ние да се обидуваме механички, да склопиме дневник или една емисија, ако внатре во еден колектив има некоја енергија што влече на негативно, ќе се почувствува тоа на телевизијата. Лесно е да се организираат екипи телевизиски на тој сложен медиумски простор, на настани, покривање и така натаму и во реди редовни. Потешко е да се менаџираат карактери во средината. Па тоа е тој дефект, нели, на оваа позиција, освен што треба да си останеш и уредник и водител и новинари, сето тоа, менаџментот е во прашање, менаџментот на меѓучовечките односи, ама не се само новинарите, тука се колегите сниматели, тонци, техника, монтажери, па дури маркетинг. Добро, самиот знаеш колку е тоа киво. Суетата во новинарската фела, ако можам така да речем, е најизразена, најенергична. Таа колку пречи кај сите нас, нели, поготоа во вие како што го нарекувате телевизиското новинарство. Го викаат често ова дека новинарите се многу суетни, ама јас се прашувам зошто снимателите да не се суетни, зошто лекарите не се суетни. Значи, сите го ја носиме така. Телевизиските тако. новинари се постојано на лицето на јавноста, во таа смисла зборувам. Па добро, и се третираат малку. се и лекарите, и правниците, и судиите. Добро, ама секој човек, суетата е составен дел од еден карактер, повеќе би рекла. Сме суетни, може би појавувањето прво, второ, ќе не направи звезди, па некој ќе не поздрави на телевизија, па ќе ни даде попуст за некои чевли да купиме и така натаму. И тоа може малку во даден момент удира, ама е тоа одржан Прашањето концепт. ми беше или констатацијата повеќе во насока колку ментално треба да биде човек подготвен долго години да обстане на таа телевизиска сцена. Значи, исторен во јавноста, во таа смисла зборувам. Тоа би го тргнала малку на страна. Повеќе тука би се задржала на оној негативен момент на нашата професија. Таа има нели предности ова што го набројав до сега. Но ајде, Иванов, да позборуваме за квалитетот на нашето новинарство, за условите во кои што работиме, вкупните општествено-економски услови и за атакот Секако, на кој што ние сме изложени. Имам теми за тоа во овој дистрикт за вас и за тебе, Анета, но сакав пред тоа амбиентот на редакцијата за да може од тука да произлезат вашите Ако нема суети, не дебатни, живееме. да, Не содржини. сме живи. Телевизијата ви е пребогата со дебатни емисии, со вести, со нагласена информатична Агресивно dimenzија темпо е тоа. информативна. Од тој аспект, нели, се нема време и за самобендисување, колку што има многу простор за работа. Во таа смисла агресивно зборувам за темпо, ангажманот, настаните туркаат и така натаму. Ајде кратко еден ден или не знам денеска што ве очекува, како ќе организирате програмата? Што да очекуваме ние гледачите генерално, не во детали. Да, организацијата од вчера почна, телевизискиот медиум тоа го баре, јас како главен и одговорен уредник на тоа инсистирам. Организацијата е од вечерните часови, за веќе денеска денот, контурите на денот да ги имаме. Во програма си течат отворените програми, отворените емисии, зборувам, веќе колегите се започнати и со вести, и со отворено студио, веќе ги знаеме соговорниците за вечерашната анализа што ќе ја имаме, знаеме што е носечко во дневникот. Рака на срце, силна е конкуренцијата на овој мал македонски медиумски простор, има неколку телевизии, 5-6 може да ги набројам со национална концесија, кои се надпреваруват или вака. Тој надпреварувачки дух го има ли, се циркали по другите екрани, што објавуваат колегите, дали нешто сме Има слушали? разлика помеѓу силна и здрава конкуренција. Ајде. Да, силна конкуренција со турски серии, каде што имаме блокови од реклами по 10 по 15 минути, во кои што репликите главно се добар ден татко, повели мајко. Не може да конкурираме во таков облик. Некоја урбана емисија што сакаме да ја промовираме за животот скопски, за животот во другите градови,
може би е 10 пати помалку гледана од некоја турска серија. Значи, не лепи публика. А ние како медиуми сме како еден ресторан. Што ќе понудиме на менито на јавноста, тоа менито ќе го јаде. Добро, тоа значи дека некои од телевизиите ја нема таа едукативна и информативна функција во Не прифаќам дека во моментов во телевизиските медиуми можеме да зборуваме за здрава конкуренција. Мускулите не се мерат врз основа на здрави елементи, на здрави фактори. Ако сегментираме, го издвоиме информативниот дел, каде што вашата телевизија е најмоќна, да кажам, најмногу посветена, се препознава трудот, да. Тоа да се направи, каде што немаме комерција, каде што не лепиме секоја структура на публика, зошто не се впуштаја националните телевизии со толку пари во една таква приказна? Така. Ајде малку да се вратиме на Зошто е скап продукт? Бара многу ресурси, новинари, сниматели, ангажман, нервози, сето тоа. А крајниот ефект е битката со турските серии. Љубоморни сте малку на гледаноста. Не, револтирана сум, Иванов, зашто не информираме само. Ние сме задолжени да го креираме јавното мислење. Малку луѓето да ги кренеме како размислуваат. Во Австрија слушале Виенски концерт, им бил Алфа и Омега са бајле. Кај нас колку луѓе го слушаат? Живеат од реклами, нели, главно телевизиите, немаат други донации горе-доле на избори, нешто партиите ќе капне. Борбата за профит, за да обстои еден таков сложен механизам е Ама не е проблем профитот, Иванов. Ќе купиме и ние турски серии или некој друг медиум и ќе го имаме профитот. Добро, овој ваш став нели ги оддалечува дел од гледачите на 24 вести кои гледаат на пример турски серии на други телевизии? Ама ова е реалноста, ако сакаме да зборуваме во завиена форма, да. Океј, да, ама нашата уредувачка политика е видлива. Нашите гледачи гледаат дека ние немаме тој формат на серии. Имаме можеби други, имаме секако. Спомнавте, сакав јас да прашам, која е генералната линија на актуелната уредувачка политика на 24 телевизија под диригентската палка на главниот уредник, на главната уредничка Нета Додевска? Потрага по вистината. Уредувачка политика се вели уредувачка политика, бидејќи нешто се уредува, нели? Медиумот има своја политика на уредување. Потрага по вистината. Она што сметам дека било константа во нашата телевизија сите овие години е слободата на изразување, слободата на пишување, потрагата по вистината, професионализмот и она малку досадно ми звучи балансирано новинарство, ама и веќе го кажам, да, балансирано не од аспект само на некој политички баланс, да се трудиме и жените да се застапени и по етнички клуч, и по партиски, и по секаков, да имаме соговорници од различни профили. Кога велите трагање по вистината, да претпоставиме на ситуација што катадневно имаме по екраните, пресконференција и некој од политичките субјекти изнесува нешто што е нереално, што е флагрантно нереално, не сакам сега да спомнувам име, јас да не политизирам. Како реагира тогаш медиумите? Открива ли дека е лага таа пресконференција или ќе се задоволи со соопштението од другата страна, која можеби воопшто не се однесува на темата што едната страна е покренала? Знаете на што мислам? Да. Би требало да е така. Би требало да е така, зборам за чувствителни прашања, кои можат, например, да донесат некој пресврт на политичката сцена во тој моментум. Значи, верувам дека е така, дека треба ние, значи, да навлеземе подлабоко, зборувам пак за чувствителни, инаку ако се фатиме на секојдневните пресконференции партиски, нема крај, тука треба посебна редакција. Ако кажеме дека Скопјаните имаат бесплатен превоз, сите знаеме дека тоа не е реално. Како реагира медиум генерално, не мислам не знаеме дали не е реално. Дали? Зошто велите нереално? Значи, нашата задача е да видиме до кај е реално и дали воопшто е реално. Се согласувам, тоа ми е прашањето. Дали нервот проработува редакцијски за да испита математички дали е тоа реално. Се знае колка е буџетот, која е традицијата на буџетот, на приливите, како функционира тоа јавно предпријатие. Може да биде и за вода, за струја, за било што. Генерално збора. Ако не навлеземе во тоа, Иванов, тогаш ние сме огласна табла, не ни требаат новинари, ни треба спикер што ќе чита вест под слика и ќе информира. Значи прашањето ми е во функција дали медиумот, дали конкретно вашата телевизија е отпорна на тој тип на политички, на партиски влијание во кој има голема доза на лага заради манипулација во јавноста, дали служиме некоја сите ние како алатка на политичките субјекти? Има обиди, тоа го знаеме дека има обиди, но пак ќе речам предноста кај нас е таа што можеме слободно да работиме. Мене ми е жал што немаме доволно ресурси, што немаме доволно
поискусни новинари, кои што вистински во срж си ја сакаат професијата во истражувачкото новинарство, за да навлеземе подлабоко во темите. Истражувачкото Можеби тоа е новинарство малку бара тим, така бара време, бара малку пари, хендикеп бара е тој, енергија. а ние се зборуваме за дневното новинарство. Но кога зборувате вие за кадровскиот состав, ако јас можеме како гледаш да забележам сега во 24 вести има доста еминентни новинари, концентрација на искусни новинари, главно од времето на А1, нели, популарната телевизија. Да, и се трудиме да испорачаме тоа што верувам дека луѓето во телевизијата и јас го даваме максимумот со оглед на околностите и ресурсите да го дадеме максимално најдобриот резултат за гледачите. Од политичко-аналитички аспект, во кошмар ли е актуелната македонска политичка па и општествена сцена? Што вели Додевска? Го чувствуваме тоа сите. Ние имаме тотална парализација сега на системот е парализиран. Ајде сега, не знам како ќе звучам. Некако све зависи од потезите на само на еден човек, актуелниот премиер. До вчера, нели, беше навредуван, омаловажуван сето тоа, сега одеднашка неговиот потекст од војната оставка ја доведе во прашање и државата како држава и неговата партија. И сметам дека во моментов имаме и политичка и државничка криза и секако форматна криза. И опозицијата можеби малку е збунета сега, нема субјект по кого ќе удара. Некако они елегантно малку тивко се повлекоа, спорадично гледам периодов коментират, нели, нормално, економска криза, енергетска криза, ама веќе оние фронтални ставови, парламентарни избори, криминалци, таа реторика малку сега стивна, мислам дека и тие малку чекаат да видат што ќе се случи и мислам беа затечени од целава ситуација. Фокусот иде кон кандидатите можеби за ново лидерство. Добро, сигурно и тие се, нели, во изден се бира претседател Кајнив, се бира претседател во СДС. Ако речем со години, бидејќи сте релативно млада, ќе погрешам, но долги години работите сепак на главно тема економија, бизнис, финанси. Зошто баш економија? Кога почнав со новина да врзам, зошто од економијата транзицијски полека и во политичките условно да речем новинарските политички и аналитички води. Добро, природно е да транзитираш ако си профилиран како новинар, репортер економски, кога веќе созреваш и добиваш обврски и како уредник, природно и како уредник веќе да влезеш и во социјала, и во образование, и во политика. Мислам, тоа е, нели, неизбежен дел од патот. Но обратно, политичките новинари не може да транзитираат во економскиот сектор. Тоа е некој феномен зашто е екзактна наука. Јас во принцип сакам пилотите можат да возат авион и автомобил, а овие возачите со автомобил не може да возат авиони доколку немаат, нели, поминато низ тој сложен процес. Не е сложен, екзактна наука, е бројки, не сака секој бројки. Како што и секој која сме учеле во училиште не сака математика, не сака секој буџет да чита, тоа можеби е на најдосадните работи на светот. А уствари таму се крие целата политика што не чека. Не мислев од аспект на ова што го говорите, таква паралела да направам. Економијата малку бара да си деталиста, да му ги читаш тоа бројките, да ги тронче и така натаму. Него сака секој, тој разбирливо е да... Тоа е до афинитетите. Малку треба да си има наклонетост кон економијата. Сега сте, ако јас забележувам како гледач, практично во политичката аналитика, во тие дебатни емисии, во дневно политичката агенда вклучени многу активно, ја оставивте економијата малку на страна, се презаситивте, поинтересна е политиката, не треба толку труд за подготовка за, не знам, на готово доаѓаат информациите, нели? Без копање по статистиките. Бројките јас се уште си ги следам, и на буџет и на се, кога влегувам јас во студио да водам емисија, влегувам буквално кога водам економска емисија со празен лист, а кога водам политичка емисија, пишувам прашања. Што значи дека не е баш ова точно како што го кажувате, дека во политиката може попаушално да се плива во политичките дебати. Денот го носи тоа. Самите случувања во државата ја тргна економијата. Економијата и бизнисот, финансиите се поекзактна категорија отколку дневната политика, нели во таа смисла? Сакам да речам дневните случувања. Ова агресивно темпо на политички случувања, секоја година избори имаме, буквално 5 години поред, 5 изборни циклуси со се референдумот. И колку да сакам да направам квалитетна економска дебата, неделата договараме едно, јас понеделник нели ги водам, до понеделникот наутро веќе состојбата е сменета, ние имаме некое случување на политичката сцена
и мора да се носиме со тоа дневно темпо, за жал. Добро, но малку, еве, спомнавте турските серии, кога анализиравме нешто околу гледаноста, рейтингот и така натаму. Влијанието е важно или гледаноста во медиумот, во телевизијата? Добро, заедно да тие би ја додала тука и довербата. И довербата. Може би те гледа помал обсек квантум на луѓе, ама тие што ме гледаат би сакала да ми веруваат на тоа што ќе им го А кажам. темите политички или бизнис економски сепак повеќе привлекуваат политичките, така лепат повеќе Па публика. лепат, ама ако отворите вести дека струјата ќе поскапи за 20%, не знам баш дали нема и тоа да залепи. Како вест зборувам. Не патам од тоа дека дневникот или вестите мора да почнат со политичка тема. Почнуваат со тема што заслужува прва приоритетно да ја слушнат Ја гледачите. спомнавте струјата. Планирав и прашање. Енергетска криза иде како тивок бран или ни се заканува како цунами? Неподготвени сме како држава? Не се сеќам ние зашто уопште сме биле подготвени до сега за вакви формати и на кризи и на све, па и за енергетската криза. Ако ги читам странскиве медиуми, прогнози, аналитичари, се надевам некаде дека вториот квартал од следната година ова лудило, ова хистерија со цени, со све, ќе се амортизира, ќе се намали, но до тогаш треба да се преживее. Добро, ќе се намали, но некој квантум на висина на цената ќе остане. Никогаш не се спуштале цени. Иваново економијата велат ручекот на крај мора некој да го плати. И ние нема бегање од тоа. Не чека тешка зима и пролет. Не, сега ќе се амортизира. Сега ќе се амортизира со државни пари, со државни инекции по енергетските компании, тие издашности, они што ги прават да набавуваат сега скапа струја за ние да имаме. Ќе се амортизира тој сегмент. Но, ќе дојде време кога вистински ќе треба да платиме Добро, но парите цех каде на струја. ќе одат за струја, тоа значи дека ќе останеме без доградба на автопатот, без капиталните инвестиции, нема други резерви. Ќе се најдат фондови, дај Боже, оние тие што ги планирале да ги искористат 600 милиони евра планирани за до година, јас сум тотален скептик према оваа сума дека ќе се реализираат, пари ќе има. И ќе се задолжиме и пари ќе се најдат, ама пак потоа некој ќе треба тие пари да ги алиментира, а тоа ќе бидеме ние граѓаните. Отсуство на енергетска стратегија ние имаме за волја на вистината. Ниту една влада до сега за ниту едно главно стратешко прашање не покажа конзистентност. Ако усвојуваме енергетска стратегија од 2010 или 2001, таа е алфа и омега за енергетскиот сектор. Не ме интересира дали е Заев, Мицковски, Бучковски, Шекеринска како премиер. Не покажавме како држава конзистентност во стратешки национални политики. Ајде да врземе економијата со политиката, бидејќи е неизбежно, нели, на дневно-политичката сцена. И сега, ни една влада до сега, јас барем не паметам, не кооперирала доволно со опозицијата, ниту опозицијата со власта. Се нешто на сила, на инет и така натаму. Кога зборуваме за вакви области, што го зафаќаат целото население, како што е енергетската криза, не знам, планови и така натаму, автопатишта, капитални инвестиции. Политики за вработување, за задржување на младите. Не говорам за глобални политики, ајде партиите, Не, за наши за тоа микрополитики. постојат ќе си вработуваат или не знам што ќе прават, нека цени јавноста кого ќе бира, кого нема да избира на избори. Но зборот ми е за такви круцијални прашања кои не се дневни, не се едномандатни, макар и 4 години, нели, да трае. Еден соговорник овде на вашето место од фелата на културата рече ние северна не ми пречи, но треба да се викаме изборна Македонија, бидејќи како што и вие спомнате секоја година избори. Можат ли, еве влеговте во тие политички води, конечно некојаш една скалило на политичката култура погоре да се качат и власт и опозиција, сите политички субјекти, за овие работи да седнат да ги видиме на екран, да ги видиме во вашите студија, да разговарат и да се договорат дека заеднички ќе усвојат некаква стратегија од која без оглед кој е на власт ќе ја спроведува. Зошто, Иванов, тоа не се случува? Еве, мене не ми е јасно. Зошто не се Добро, случува? ги прашувате соговорниците. Па како не прашуваме? Иванов, колку можеме да добиеме искрен одговор од нашиот соговорник ако ги прашам зошто вие не најдовте консензус за имавме пари на располагање, стотици милиони евра за изградба на клиниката во Штип? Сакале тендери, не сакале, ние сакаме, ние нема да поддржиме, ние бадма, парите си ги зема. И за клиничкиот И исто. за клиничкиот зборувам. Не во Штип само, него И и во во Скопје. пакет беа Штипски и Скопски, беа мислам, со една регулација, со еден закон. Додека они, тоа си го правеа пинг-понг, се забавува, парите ни ги повлекоа, нема да имаме клинички центар.
Каде јас да го препознам мотивот? Лукративен? Во Вака што? сега во политиката. Дури ме иритира ова што го зборувам, Ве да. гледам, затоа адреналинот ви ферментира, нели, интензивно, но Зашто искрено го мислам ова? Што значи парламент и парламентарна група, без оглед која власт, и едните и другите поминале низ тие, не знам како да ги наречам работи, по 3000, по 4000, по 7000 амандмани, не функционира така. Ние сме блокирана држава, спомнавте вие на почеток. Има ли шанси јавноста да притисне малку политичката култура се подигне? Не помага еден закон од 40 членови да има, не знам, 540 амандмани. Добро, познат е тој инструмент во демократијата на, како го велат филингбастеринг, за да се блокира. Тоа е познато во развиените економии, во развиените држави кои Но во можат контекст лесно на да се справат со демократски кризи кои што е инструмент. Америка, Британија Не, и така ама натаму. во контекст на еден демократски инструмент, а не во контекст ти да изблокираш нешто, а при тоа не знаеме дали тебе ти е оправдана блокадата, немаме појма за законското решение, односно го користиш како инструмент за пазарење меѓу партиите, за внатрепартиски пазари. Премногу инеет има во политиката. Премногу. А инает незнаење и отсуство на одговорност, Ивана. Вие сте и родител во дигитално образование. Имаше шанса да тркне, треба да оди напред или негде во тој процес на таа реформа и таа ни клапна, ни падна некако. Што треба ние сега да се лажеме дека на улица ќе протестираме против дигитализација, а дома децата на Sony, PlayStation и на све тоа лупаат игра 24/7. Од каде изникна тогаш тие протести? Зошто отпори Пристапот, кога Иванов. и Црна Гора и Хрватска и Србија во околните Пристапот. земји Што значи пристапот? Пристапот за све во животот. Како ќе пристапиш да ги дадеш работите? Да ги покажеш, да ги прикажеш. Мислите дека неразбрана беше едукацијата, недоволна, неразбрана Не мислам дека кампањата? пристапот требаше да биде помек, пософт. Неизбежна е дигитализацијата. Јас сема Не дека ние не како пример разбравме. оваа е реформа за да кажам дека ние практично не можеме да истуркаме ниту една реформа на патот за Европа. Тоа е друг контекст. Ако некогаш и почне. Тоа е друг контекст на прашањево. Јас зборувам за контекстот дигитализација, да. Не дека треба вас да ве разберам. Вие што сакате тоа да го иницирате, треба да најдете соодветен начин за да ми покажете дека сега треба да почнеме чекор по чекор. Се доби чувство дека на таа тема конкретната како реформа, која што е неизбежна, ќе се случи. И таа веќе се случува, ние нема тука што да се лажеме. Како сосилување да беше? Како да беше на некои мускули? Цело време се туркаш. Имавме реакции вакви такви. Сега ние не можеме секој... Отпорите реакциите беа политички или беа граѓански? Како вие како Па и новинар политички чувствувате? да е нека се слушнат Иванов. Зошто? Не можеме ние персонално секој родител сега да го прашуваме во секој училиште, сакаш Да, не но сакаш. затоа што ако на некоја реформа наредната власт кај да ќе се случи промена, ќе дојде на готова реформа. Па добро. А не мора да почне. Ја затоа велам каде ние се движиме во место, како велат тоа на 2 чекори напред, 3 назад. Дали е тоа Иванов, и вашето чувство? Да. И колку е нашето медиумско влијание, новинарското влијание во јавноста и во политичките субјекти нешто да променат во... Па сега ние како медиуми секако, нели, преку нашите форми на информирање, анализирање, пробуваме да го отстапиме тој простор. Реформа се вели зашто нешто се менува, се реформира порадикално. Но пак ќе речем, има реформи од кои што нема да избегаме ние, се особено со почеток, дај Боже, со датум за почеток на преговорите, па веројатно таа влада што ќе биде која и да е, веќе ќе има џокери во ракав пред јавноста и да рече, ама сега Европска унија бара реформи во судство, ама сега бара во и ќе биде под медиуми. европска контрола некако, да. Токму тоа, значи датумот ќе ни биде многу битен, а од реформите нема бегање. До крај на година нема да добиеме датум, секако, нели? Па во едно од интервјуата Димитров го слушна, веќе ја отвара опцијата и за јануар, како можен термин, нели, за добивање на датум. Тоа ќе биде денот Д за оваа власт. За оваа влада денот Д ќе биде дефинитивно више тој конечно датум за почеток на преговорите и тој мислам дека ќе детерминира. Добро, и ако тоа не се случи годинава, нови избори ќе имаме ли Ќе до година? детерминира, Што да. прогнозирате? Да. Ќе детерминира каде Пролет, ќе оди есен. политичката. Па добро, Ова е пролетни битка- би требало да бидат. Ова ќе- Сеедно ништо нема ќе- да смени, ќе така, бидат предремени. Ќе ја наречам битка во Социјалдемократскиот сојуз за тронот, нели, лидери. Имате свој фаворит вака Имам, нема да го кажам. или сигурно или на 12 за Жал. ВМРО ДПМН конгресот исто така веројатно Мицкоски тука е неприкосновен после овие резултати, нели, од локалните избори. А зависи како ќе се прикажат. Се нашали за СДС, нема што јас да имам фаворит или да немам фаворит. Тоа си се партиски, секако партиски работи.
Нека им победи најдобриот, најквалитетниот, дај Боже да се консолидира секоја партија, не само СДС, партиите, тоа зборуваме сега за големи партии кои што учествувале од почетоците до сега во вкупните процеси, мора да ги има и ВМРО, и СДСМ, и од Албанскиот блок, дај Боже да ги има и да се постабилни. А кај ВМРО, ДПМН исто така, нели, Конгрес, сега зависи како актуелниот председател ќе ги прикаже резултатите, математички победија, нема бегање од тоа во 41 општина. Таму не може да се забележи некаква внатрешна партиска опозиција сега, ја имаше се елиминираше, сега да. малку стиша со после локалните, Знаеме за како разлика тоа се од случи. другиот клучен фактор. Да. Како ги цените, како еви политички аналитичар, коалициите македонско-албански, едната беше предизборна, другата беше постизборна. Се случува ли нешто? Се граниализирали македонското општество и воопшто македонските политички партии? Па добро, радува фактот што ние во изминатиот период некако оние мултиетнички прашања стивна некако. Мора да признаеме дека таа риторика на национализам повеќе ја нема. Сега идеолошки, кој со кого склучи пакт и брак, тоа е сосема друго прашање. Малку неверојатно беше кога видовме дека Села и Мицковски заедно ја договараат коалицијата. Значи нема идеологија практично, не е доминантна во тоа Па добро, во коалицирање. случајов е интерес за освојување на власта, ама интересите добро. се- Па добро, оправдано и тоа политичка оправдана битка е да Партиите се оди и по постојат тој за да бидат во власт, не се формираат за во опозиција. Комплицирано е нели ова прашање сега во двата блока Сакам малку. при крај на емисијата, еве ни истекува, не истече практично терминот за буџетот. Тука сте експерт со години. Ќе успее ли таа дупка некако да се санира? Едното прашање и второто прашање, опозицијата 200 амандмани. Може ли власта, што се вели од Динајет, од куртоазија, да рече да сите ви ги прифаќам 200? Супер потек тоа би било, ама во надеж дека тие 200 амандмани се значи здраворазумски, одржливи, издржливи и така натаму. Што прогнозирате? Ки го усвоиме буџетот. Ки имаме и ребаланси на буџетот, ништо не е известно за следната година, еве економски ако ме прашувате да прогнозирам, па ќе речам се обидувам малку да бидам поспокојна, бидејќи ги следам прогнозите странски, дека инфлацијата малку ќе стивне, дел од неа е вештачки сега создадена, тоа најмногу што ги интересира нели граѓаните ценовниот раст, ќе се амортизира, но последици ќе имаме. Ние до година ќе си го трошиме најголемиот буџет, супер е онаа бројка од 500-600 милиони евра капитални инвестиции, да реализираме. Сакав на крај да 70%. поентираме со тоа, го спомнавте капитални инвестиции, автопатот ќе го завршиме или некојаш за Охрид, или ќе ни стане триумфална капија? Иванов, кога оваа влада го презема автопатот, не е ова изговор, само кажувам податок, гол факт, 100 позиции спорни киче во Охрид. Што значи тоа? Автопат, село, лево, десно не е планиран исклучок или вклучување. Идеш на 100 метри, ова е моје земјиште, се јавува некој граѓанин. 100 спорни позиции. Автопатот беше на хартија и така. Автопатот почна и де факто и де јуре да се гради, ние земавме кредит со камата или од кинезите. Почнавме да го градиме, почна претходната влада со 100 спорни позиции. Добро, Тоа све требаше да се реши. Ќе има ли сили, не е битно дали оваа или наредната влада да го истурка за наредните 2-3-4 Ама мора Иванов, што ќе му правиме? Мора да си го најде решението, за тоа е влада, за тоа имаат механизми, Имам има чувство луѓе дека така ќе вработени. остане ко споменик за... Ама имаат врабо, па како ископани се цели Ние планини таму исечени. 97 година ја почнавме пругата за Бугарија. Па е неа, секоја Како ја влада пак викавме, ја... пруга на желби, нешто така беше Се и тоа. но беа Имаше вложени некој име. 180 милиони Беа, народни пари. И а тоа сега стои се така. распаѓа, Зошто? точно. Затоа што се промени власта. Сега повторно, нели? Затоа прашувам ние, има ли шанса некојаш власт и опозиција за овие наши работи што заеднички не тиштат? Мора, отсуството на тој нивен компромис не доведе таму кај што сме сите овие години. Многу новинари од, еве сега, вашата 24 вести заминаа во државна администрација, портпароли, советници за односи со јавност, да не спомнувам имиња на наши колеги. Анета Додеска, се гледали некаде во државните кабинети? Па не, еве, сум кај што сум. Сакам да остарам во професијава, тоа е моја желба. Мислам дека тука сум најдобра.
често ние новинарите велиме дека не знаеме друго да работиме освен ова што го работиме, ама кога разговарам со луѓе, и вака ќе почнеме да ви, леле па ти колку можеш, леле па ти колку па ти треба ова, ти треба она. Може би дури не сме ни свесни колку можеме и знаеме. Ама јас се гледам претежно во телевизијата, мислам, јас сум цел живот телевизиски новинар, така да планирам да остарам на екраните. Ќе помине мандатот кога тогаш, макар биле 2, 3, 4, ќе се најдете повторно во репортерско, аналитичко, коментаторската сфера со ова искуство плюс? Добро, Иванов и годините газат, за 3, 4, 5 години јас ќе бидам малку 3, 4, 5 години повозрасна, да остапиме малку простор. Безсмислена е секоја професија ако не оставаме позади нас генерации и да им го пренесеме нивното знаење. Во моментов обучувам помлади колегиите за економија, за сето тоа. Не планирам да се одвојам од екранот, ако не планира ни тој од мене. Значи, еднаш новинар, секогаш новинар. Черчил може вода да ви носи. Дистрикт, Цивил прес студио, Анета Додеска ви благодарам. Благодарам и вам.